Мислам дека со оваа епизода многу луѓе ќе ми се налутат. Може би нема да се согласат, ама мислам дека редно време е Голф да си ги собере парталите, да се трне од тронот, бидејќи новиот крал пристигна и ова е тронот во класата. Ова е уметност, ова е ремек дел, ова е стварно феноменално. Peugeot што направиле со оваа нова 308-ца. Фантастик. Со 208-ца тако ви текнува, истото го коментиравме, ама овој дизајн немам зборови колку многу привлекува внимание пред се и колку овој дизајн е безвременски. Мислам дека во наредните 10-15 години нешто слично како што беше 206-ката ќе трае, ќе биде популарен, ќе биде посакуван и се уште ќе изгледа модерно и убаво. Ќе оставам на вас да ги приметите сите детали во дизајнот, бидејќи сега да почнем да ви зборувам, сигурно вие ќе приметите многу повеќе, бидејќи е полн со многу детали. Го обожавам. Немам други зборови. Го обожавам. Ова е некој во GT Line изведба, што значи дека добивате малку поубави бандажи, ги добивате овие LED светла кои што асоцираат на забит од лав и уште многу други детали кои што пак ќе кажам, ќе ги приметите. Сега да го видиме багажниот простор, бидејќи нуди 412 литри багажен капацитет, што е сосема доволно за било кој автомобил во оваа категорија. Немате рамен под соивицата на браникот, што може би ќе ви помогне во одредени ситуации да не изгребете тука, но имате голема заштитна пластика која што ќе ви помогне за зачувување на бојата на браникот. Под неа имате сет за репарација, некои мали остави, од страна имате некои мали дополнителни остави, куки за качалки не можам да видам, куки има. Имате отвор за ски, ако пренесувате, може да го спуштите средниот дел и сега се префрлиме внатре, бидејќи овој феноменален дизајн продолжува и внатре. Тука на задниот дел, ај вака, прва работа, простор за нозете има. Значи, поради вдлабнатината на предниве седишта, имате простор. Не е толку тесно како што се кажува. Може би очекувал малку повеќе во споредба со неговите конкуренти. Би очекувал да можам да ги спуштам нозете малку по-напред кон предните седишта, но може би бидејќи се вие во GT Line па нивната спортска изведба да го попречува тој момент. Но како и да е, имам доволно простор за нозете, од прилика тоа е волку простор. И исто така имам и за главата и покрај тоа што на предниот дел има панорама, па тука на овој дел се спушта плафонот, па повторно се качува. Само да изгасам јас светлава, бидејќи на камера изгледам како Богородица, но добра. Друго што треба да се знае за задниот дел е тоа што дека имаме наслон за рака со две остави за шишење и тука веројатно ова е за телефонот. Да, кул. Тука исто така има уште една остава за телефонот што можете да искористите и има два USB порта и тоа се два USB Type-C. На средниот дел имате некој можете да видите некој мал тунел кој што не е превисок и не е преширок, што значи кога ќе седам јас тука, е окей, искрено може да се седи, да седат тројца тука позади, да не се чувствува некое стеснување, но не би препорачал на долги патувања. Сакам да се префрлиме напред, бидејќи едва чекам да го видите дизајнов. Ајде се префрлуваме. И конечно сме на предниот дел, бидејќи го обожавам како и целиот надворешен дизајн, така и внатрешниот, особено тука напред, бидејќи ова што го направиле Peugeot е тотално различно. Го видовме со 208-цата, 2008-цата. Да, има дизајнерски елементи кои што се исти и слични, но тука со 308-ца е скроз нешто поразлично, прво од сите негови конкуренти и второ од ова што до сега сме го виделе со Peugeot. Зошто? Бидејќи го обожавам овој детал тука со вентилацијата кој што е еден, продолжен, заеднички и изгледа стварно многу убаво, многу интересно. Второ, овој жолт конец кој што го има и на седиштата и на цела шал табла и низ целиот интериер, да, можеби не одговара со бојата надвор, но едноставно тука внатре ми изгледа интересно. Трето, тоа што тука, само видиме дали
ќе се видат на камера, овие детали кај вратите што се менува самата боја на целиот интериер, исто така тука има и позади екранот, ова е 10-инчен дисплеј каде што можете да видите се што имате потреба од целиот инфозабавен систем. Клима, навигација, навигацијата работи феноменално, користев неколку пати и низ Скопје и до Кавадарци работи точно, можете да го поврзете вашиот телефон со Apple CarPlay, со Android Auto и таму да ги користите апликациите, но и неговата навигација точна, прецизна, лесно се користи. Второ, целиот систем можеби ќе ви треба мал период да го научите која функција каде што како стои, бидејќи е малку поразличен од германското светотројство, но искрено е лесен за навикнување, ми се свиѓа бидејќи е нешто слично како iPhone, со еден клик стигате брзо и лесно до секоја функција, а за тоа ви помагаат овие копчиња. Имате тука 6 копчиња со дигитални кои што се копчињата и многу лесно можете да ги искористите и да ги функционирате додека возите. И второ, имате уште неколку пилотски копчиња кои што ги обожавам и тие се едни шорткатс, да кажам, до било која функција од екранот. Тука имате е поставен 3D кокпит, препознатлив за Peugeot, искрено со воланот. Кај Peugeot има една опција која што не треба, како кај сите други возила, го кревате воланот малку погоре, туку баш напротив се спушта што е можно пониско, за да можете да го гледате кокпитот, да можете да гледате напред и некако ве тера Peugeot со овој дизајн на воланот да го држите цело време со двете раце. Нема возење со едната рака, со две раце и е многу пофункционално и искрено легнува на рака самиот волан со самото користење, малецо, интересен, компактен. Имате тука поставени се и неколку функции околу круз контролот, музика нормално и мора да ги пофалам Peugeot. Ај тоа ќе го збориме за околу возењето, но околу круз контролот како функционира, многу добро. Практичност. Тука имаме еден бежичен полнач за телефон, кој што е супер, голем, можете било каков модерен телефон да ставите и лесно да го приклучите. Тука е поставен, односно имаме уште една голема остава за телефонот, каде што е поставен USB Type-C, еден 12 волтен приклучок за струја. Овде имаме држачи за шишиња, уште еден држач за, односно остава за телефон, кој што ми се свиѓа, кој ќе отворите наслонот за рака и имате огромна остава и USB Type-C, уште еден порт. Има една дупка каде што се става кабелот за да не се прекршува кога ќе го затворите наслонот. Тоа е супер практично и уште една практична работа, тоа што тука кај вратите тие остави се поставени со еден мек материјал кој што не дозволува ситни парички или било какви други работи да ви тропкаат додека возите. Сега да возиме. Ајде. Конечно зад воланот на Peugeot 308, од каде да започнам? Ајде вака, чини 34.390 евра, што окей, знам сите цени се отидени многу нагоре и кој ќе споредите со сите негови конкуренти, со сите други автомобили на пазарот, ќе видите дека таа цена е окей, бидејќи ова е GT Line, бидејќи вреди за секое можно евро и цент во споредба на дизајн, пакет и мотор и мењач. Стварно, Peugeot ова што го направиле во поглед на дизајнот првенствено е феноменално, неповторливо во наредните 10-15 години и дури би се согласил на тоа да има внатре најлош квалитет на изработка, би го прифатил, бидејќи стварно дизајнов изгледа феноменално, но квалитетот на изработка, како што кажав пред малце, е стварно на многу високо ниво. Меки материјали, се е цврсто и квалитетно изработено внатре. Немам никаква негативна критика. Можам само да извам две работи кои што ми фалат да биде комплетно 100%. Тоа се грејачи на седишта, грејачи на волан имам, ама немам грејачи на седишта. Тоа малку ми фали и исто така ми фали auto hold. Се случува често, особено во градскиот метеж, нели, ставате во драйв, бидејќи автоматик, возите, тренувате, застанувате на семафор, гужви
и сакате едноставно да не држите цело време на кочница или да не го менувате цело време менувачот, како и во некои негови конкуренти, имате auto hold, си го притискате копчето и едноставно тој автоматски ве задржува кога ќе застанете. Подоцна само додавате на педалот за газ и тоа е тоа. Тука тоа го немам и искрено ми фали. Сега кога спомнав околу менувачот, станува збор за 8 степен автоматски менувач. Луѓе, мотор, менјач, пренос, тоа е феноменално изработено. Значи, феноменално изгледа, премногу користам во оваа епизода, но стварно феноменално изработено се што ќе видите на автомобилов. Зошто? Бидејќи не се чувства ниту една брзина кога менувате или кога сам менува. Значи, не се чувствува, воопшто не се чувствува било какво мрдање, трзање или како да го наречете менувањето. Значи, стварно не се чувствува толку елегантно, толку меко, толку комфорно се чувствувате, баш како еден Grand Tourer кој што треба да едноставно да уживате во возењето. 8 степени, тоа значи дека се намалува потрошувачката. Имаме потрошувачка од 6 литри. 6 литри потрошувачка, тоа е стварно многу добра бројка, особено кога станува збор за мотор кој што е 1,5 HD турбо дизел мотор. Еден од најдобрите мотори кои што до сега сум ги возел искрено, произведува 130 конски сили и не ви се потребни ништо повеќе од тоа. За низ град идеално. На отворено исто така сосема доволно, не треба ништо повеќе, немаме ни услови за нешто повеќе искрено. Така да овие перформанси, овој мотор, овој менувач за мене се идеални. Во 21 век, особено во овие години каде што хибрид ерата, каде што електрификацијата е популарна, искрено јас лично би се замислил и би се заинтересирал премногу за овој мотор, за оваа комбинација мотор, менјач, опрема. Искрено ме фасцинира и ми дава потик да се уште да размислам на дизел мотор дека може да биде доста популарен и во овој период од времето. И сега преска ви спомнав околу круз контролот, зашто е толку добар. Искрено во многу други автомобили кои што сме ги возеле до сега сум имал проблем. Чекај сега како се уклучува, дали ова треба стрелчево нагоре, па тука сега дали окей да стиснам. Сега лимитеров треба тука да го намалам бидејќи не ги чита доволно брзините кои што се предвидени со знаците. Не, тука е многу едноставно. Цело време ви ги чита знаците со помош на радарската контрола. Тоа ви овозможува, бидејќи адаптивен темпомат, цело време ви нуди дали сакате таа брзина да се зачува. Ако сакате, едноставно само притискате ОК и ја имате таа брзина на темпомат. Ако имате веќе од претходно некоја друга брзина поставена на темпоматот, само стискате плей или пауза, зависи кога сакате да пуштите или да прекинете. И толку е, значи многу едноставно. Второ, бидејќи одржава растојание од другите автомобили, сам намалува, сам забрзува кога е потребно. Навистина сето тоа функционира многу добро, не се чувствувате несигурно во автомобилот дека се дали ќе застанете, дали ќе го прочита, премногу се доближи. Не, едноставно во секој момент функционира многу добро. Тука исто така и лейн асистот кој што ќе го пофалам. До сега сум бил најмногу импресиониран од Hyundai и Kia, но исто така во овој пакет ќе оставам и Peugeot, бидејќи неговото функционирање е за пофалба. Не ве фрла од лента во лента, да може да биде малку по остар во движењето за разлика од Hyundai и Kia, но повторно ве задржува во лентата и не е тоа не безбедно како некои многу барани брендови кај нас од германското светотројство. Сега кога веќе го спомнав и германското светотројство, тука ќе додадам уште еден елемент. Кај нас за жал е многу битно да се каже кој бренд се вози, каков клучки извадите, дур сте на кафе со пријателите, дали ќе ви го приметат па ќе кажат ти возиш таков и таков бренд, ти ова го возиш, а не се гледа што нуди автомобилот. Со 308 можете
многу слободно го ставите клучот на маса покрај сите тие други популарни брендови кај нас и буквално да ги уништите. Зошто? Кој ќе го видат на дизајн, не морате ништо повеќе да кажете. Ништо повеќе. Едноставно оставете ги луѓето да видите како реагираат на овој дизајн, како се вртат, како ги привлекува, како не ги интересира ништо друго. Второ, кој ќе влезат внатре, истото. Значи, како во Space Shuttle, се сака да чепнат, да видат, да се фасцинираат колку добро е тоа изработено. И трето, вожњата. Да, ви кажав мотор менјач, но вожњата, оној последниот, најбитниот елемент, како се чувствувате зад волан или на другите седишта. Удобно, меко, комфорно, сепак е француз, сепак внимавале на удобноста. Пежо си остана Пежо, значи имате многу убава вожња. Не можам тоа да го гарантирам за задните седишта, сепак бидејќи во GT Line, нели како што спомнав малку, просторот позади е намален, но и бидејќи со нископрофилни гуми, поголеми бандажи, сето тоа малку влијае на нашиве улици, на нашиве бидејќи знаеме во која состојба не се, не мора да спомнам, едноставно малку знае да биде подцврста вожњата позади. Тука напред, дали е до седиштата, дали е до нешто друго, искрено не можам да ви гарантирам, само знам дека мојата вожња е стварно удобна, мека, не почувствав во ниту еден момент било каква потешкотија. Стварно ми е многу удобно тука и можам да патувам, да проаѓам километри, како што го имам во моментов на тест. Сигурно поминав над 800 километри, вака, едноставно. Не ги почувствав, не се уморив, дури сакам уште. Нема крај. Стварно, ова е мојот фаворит. Дефинитивно, немам зборови. Го сакам и мора да се цели за негово купување. Не е платена реклама, не е ништо спонзорирано, стварно е најискрено нешто што го кажам. Ова е кралот, ова е новиот крал во класата. Ниту еден друг бренд не може воопшто му се доближи во моментов. Ова е стварно нешто над се до сега што сме виделе. И уште еден елемент кој што го заборев да го кажам, а тоа е дека ова е првото Peugeot кој што го имаме бар ние на тест, а и кој што се појави со новото лого на Peugeot. Искрено многу ми се допаѓа, му даја како еден нов амблем кој што технички како моден детал и со ова лого мислам дека Peugeot поставува едни нови граници. Ново лого, нови граници, скроз нова приказна. Браво за Peugeot. Дечки, толку од мене, се гледаме наредна недела. Чао!